Разговараме со министерот Стефан Андоновски. Дигитализацијата во Македонија зазема голем простор. Се чини со оваа влада некако влезе на врвот на агендата во нашата држава. Господинот Стефан Андоновски денеска или вечерва мора да го прашаме. Министре, како дојдовте до идеја дигитализацијата да ја искачите на високо ниво и дали Македонија полека прераснува во лидер на регионот во дигитализација? Да, благодарам за прашањето. Тоа е иницијатива на претседателот на владата кој имаше визија и подготвеност да прво го формира Министерството за дигитална трансформација пред 2 години и да ставиме фокус како држава на дигитализацијата, не затоа што е модерно, туку затоа што тоа ги забрзува како алатка дигитализацијата ги забрзува процесите во сите делови на администрацијата, ги објективизира процесите, што значи имаме помало учество на субјективниот фактор или на човечкиот фактор во тие процеси и ја намалува корупцијата од најниско ниво, а може да следи високата корупција за да истата ја превенира или да ја открива. Дали прераснуваме во предводник на процесите? Мислам дека уште можеме повеќе да направиме. Поминаа 2 години од Министерството, ние по еден последен индекс на Светската банка сме во категоријата на развиени држави во смисла на дигитализација, раст од 24 места, споредено 25-та со 23-та година, така што мислам дека имаме напредок, но уште повеќе можеме да направиме. Вчера го промовиравте Везилка, првиот дигитален софтвер во Македонија, кој што во суштина станува мечинг систем на повеќе алатки или повеќе институции во него. Како го оценувате проектот? Како понатаму ќе продолжи да се развива и дали државата реално смета да го развие на едно повисоко ниво, бидејќи капацитет има? Точно капацитет имаме и тој капацитет го препознавме. Ова не е само еден помал проект за употреба на вештачка интелигенција, ова е системски проект. И што тој значи? Тоа значи дека ние се поврзуваме со инфраструктура тука во Скопје, со светските, европските центри за производство на вештачка интелигенција или така наречени фабрики за вештачка интелигенција. Нас прв центар со кој што се поврзуваме ние оној во Фарос во Грција, но преку тој центар се поврзуваме и со таа мрежа на 19 центри низ цела Европа и со тоа градиме домашни капацитети, затоа што идејата на Везилка е да изгради голем јазичен модел на македонски јазик. Стартно ќе дигитализираме литература на македонски јазик и ќе го зачуваме македонскиот јазик во дигиталниот простор, а потоа кога ќе го изградиме јазичниот модел, тогаш веќе ќе го употребуваме тој јазичен модел во најразлични области. Вчера зборувавме, ќе користиме алатки за вештачка интелигенција во енергетиката, во здравството, во земјоделието, во културата и во јавната администрација, што значи дека овој јазичен модел кој што ќе се подготви, овие ресурси кои што ќе се подготват во Македонија, ќе ги употребуваме на најразлични проекти. И вториот дел е важен, затоа што ние често зборуваме дека имаме талент, имаме потенцијал. Везилка ќе тренира и луѓе, што значи дека освен луѓето кои што работат веќе во центарот, тоа се студенти, професори на Финки и на другите факултети, Везилка ќе ангажира и други експерти од надвор, но и ќе тренира луѓе во јавната администрација, во бизнис секторот како да користат алатки на вештачка интелигенција. Што значи не добиваме само некој чат GPT, туку добиваме цел еден систем кој што ќе ги тренира нашите граѓани како да влеземе во ерата на вештачката интелигенција и да ја ползуваме памет. Софтверите се иднината, вештачката интелигенција е иднината. Претходно најавивте дека направивте еден дигитален портал каде што ги внесовте сите услуги, до каде е дигиталниот портал и кои услуги се следни кои што ќе можат да се внесат внатре, бидејќи пред се тоа е нели многу важно и за транспарентност и за отчетност и на институциите, но и граѓаните да знаат што прават. Да, утринава проверив, околу 9000 наши сограѓани добиле услуга изминатиот месец на порталот услуги Gov.mk. Тоа значи дека 9000 луѓе сме имале помалку на шалтерите, 9000 луѓе помалку чекале во редови, помалку патувале или плаќале паркинг, од удобноста на сопствениот дом или од работното место се извадиле услуга на еден брз и ефикасен начин. Имаме околу 320-330 услуги во моментот дигитализирани. Целта е да стигнеме до 420-430 следната година. Ова време работиме на неколку иницијативи, 2 услуги јас долго ги најавувам, но веќе сме во фаза на тестирање со земјоделие, со Државниот инспекторат за земјоделие за извоз на вино и на тутун, нешто што им е важно на компаниите. Потоа ги имаме услугите кои што се во здравството, во енергетиката. Работиме веќе напорно и со општините, ќе имаме 4-5 услуги во 20 на општини нареднава година и во општините, така што темпото се забрзува и гледам, препознавам веќе интерес од страна на институциите кои што сами пристапуваат до нас да дигитализираме некоја услуга од нивната институција, така што еве ги поканувам и граѓаните да размислуваат, да ни пишат некоја порака, која услуга сметаат дека е важна да се дигитализира и ние во таа насока и ги детерминираме приоритетите.
Благодарам, министре, за одвоеното време. Благодарам на можноста и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со министерот Стефан Андоновски. Ние продолжуваме со програмата од студио.